Од време на време е убаво човек да се подсети на нешто што го знае. Ние стално викаме знам, нели, за многу работи, и кога ќе седнеш да правиш мовец со некој, да се разговараш, ќе почнеш да зборуваш за некој работи, ќе речеш знам. И затоа денеска решив да зборувам за нешто што го знаем. Знам. Она што сите го знаат, Јован 3:16. Нели? Зашто Бог толку го засака светот. Ели сите, кој да го прашаш, знам. Тоа ми е многу јасно. А интересна работа е дека баш оние работи за кои мислиме дека навистина ги знаеме, најчесто знаеме да промашиме поентата. Зошто? Затоа што кога си фамилиарен со нешто, кога нешто ти е многу блиско, не му ставаш многу внимание. Вчера гледав филм на телевизија што беше преведен од француски. Француски беше филмот и го гледав преведен на македонски и како ретко кога уживам во преводот. Зошто ти сите знаат денес македонски јазик, сите се преведувачи, сите се преведуваат и кога ќе видиш што се е преведено, си викаш овие кај учеле, не знам, ама сигурно не учеле кај нас. Не знам каде беше. Едно е кога јапонец ке пее македонска песна, како на Бугомара, нели? Ама друго е кога јапонец ке се обиде да преведува на македонски, нели? Што? Ајде, тој не се обиде. Основното прашање, кога ќе дојдеме за ова, зашто Бог толку го засака светот во Јован 3:16, основното прашање е како си го замислуваш Бог? Затоа што тоа е реалноста. Како ќе го замислиш, зашто Бог толку го засака светот? И сега, некој ќе ви рече Бог е безлична сила, нели? Тој нема ништо, нешто таму горе. May the force be with you, нели? Како беше она во ние трилогиите. Беше трилогија, стана после нешто други. Некој го гледат како трансцендентно. Во која смисла трансцендентно битие? Битие кое не надминува нас, таму е негде далеку, не гледа, не знае, не познава и готово. Баш му е гајле за нас. Најчесто идејата ни е Бог е некој си дедо Боже, знаеш што сака да ни угоди, кев да ни направи. Или другата крајност или другата динамика, ако сакате да кажете, Бог е некој што нас не љуби безусловно. И што не љуби безусловно, на секој чекор ни угодува се што ни треба. Обично, овие се најчестите. Ги има и други, ама најчесто се врти ова. Сега, Библијата има многу што да ни каже за Божјата љубов. Тоа е факт. Кога ги ја читаме Библијата, од прва Мојсеева, значи од Битие, кога ќе тргнеме наваму, ние на многу места може да видиме дека Господ го сака човек, дека Бог го љуби човек. И уште повеќе од тоа, всушност Библијата инсистира дека нашата љубов како христијани, таа љубов што треба да имаме еден кон друг, треба да биде рефлексија или треба да биде слика на онаа Божја љубов во нашиот живот. Сега, вистина е дека оваа љубов треба да биде таква, кај што вика Бог самиот Господ вика, љуби го ближниот како самиот себе си. Или љуби го дури и непријателот. Ке се сетите на тоа, нели во Матеј 5 глава таму, кај што се спомнува. И вистина е дека тоа треба да се прави. Тоа е факт. Ама ајде да видиме зашто зборуваме воопшто, реално, бидејќи сакам барем малку да закачиме денеска, кој ќе зборуваме за ова Јован 3 глава 16 до 20 стих, сакам барем малку повеќе да размислиме на она, ако смеам да кажам, едно од најголемите, ако не и најголемата тема во Библијата, Божјата љубов. Ама да ја погледнеме малку онака како што во Библијата ја гледаме, а не како што јас и ти мислиме дека е, односно или како се појавува. Пред да читаме Јован 3:16 до 20, сакам малку да спомнам неколку работи. Ако денеска човек верува во Бог, најлесното нешто што сака да го поверува е дека Бог е љубов. Ај размислете малку. Кога почнете да разговарате со човек, првото што го размислува не е дека Бог е судија, не е дека Бог ќе оказнува гревот, не е дека јас сум грешен туку. Бог ме сака. Гледате ги сите филмови. Гледате ги сите погреби на филм што се случуваат. Господ сите ги сака, кој умрел, сите отишле на небото, нели, еден ден таму сите ќе се види нагоре, се е супер. Ајде да видиме дали е таа всушност, таа љубов што ја зборува денеска всушност Библијата. Ако денес светот зборува за тоа дека Бог е љубов, вика Бог мора да е љубов. Ако постои, мора да е љубов, да ме сака. Па зошто да те сака? Па, иначе не би бил Бог, окей. Тоа ли е се? Има ли услови? Условна, безусловна? За каква ние всушност љубов зборуваме? Бидејќи историски ако погледнете. Ако гледате тој развој на мислата за Бог, за Божество, филозофски, ако сакате да погледнете, во минатото. Сетете се што ве учеле за Стара Грција, нели кога сме учеле за богови. Сите богови се некои своје глави, злобни, самобендисани,
текне на јаболко на раздорот, што една божица им го фрла на божиците и вика, ова јаболкото нека го земе најубавато од вас. И се потепаа меѓу себе и Тројанската војна се појави, затоа што не можеа божиците да решат која е најубава меѓу себе. Па отидала да прашаат пастир, па тој пастир избредна и стана хаос. Не се. Значи, Богот е некој само бендисан, некој си што си прави по свое, и ако сакам да ми угоди, да ми помогне мене, јас морам него да му угодам, да го умилостивам, да му дам жртва, да направам нешто од мој аспект, па тој после да ме послуши да каже, ајде, не се, нека ти биде. Ме подмити доволно да може да тераме натаму. Всушност, и во самото христијанство во еден период, ако погледнете историски, ако читате теологија, ќе видите дека исто тоа се вовлече. Бог беше судија, Бог го казнуваше гревот, Бог го мразеше гревот, Бог ги мразеше сите што прават грев. Грев е тоа, и сите христијани се дефинираат со тоа што не смеат да го прават, наместо со тоа што го прават. Значи, не можеме и ние христијаните да се исклучиме од некои чудни идеи за Бог. И пак ја речем, и во минатото, и во христијанството слабо се зборувало за таа Божја љубов. Ама, од ова доаѓаме до една друга крајност. А таа крајност е следната. Најчесто ова е изразено на овај начин. Јас имам проблем, вика човек, со христијаните, не со Бог. Тие осудуваат. Ако сите ние, јас и ти си бевме како Исус, нели, ќе беше супер. Исус во Библијата вика, не судете за да не бидете судени, нели? И ако христијаните беа такви, да не судеа за да не бидат судени, супер ќе ни беше на сите. Со други зборови, идејата е дека христијанството, ние имаме неколку предпоставки за природата на Божјата љубов. И таа прва предпоставка е дека Божјата љубов не суди. Сте мислели на тоа? Ако Бог не сака, зашто па да не суди? И тогаш веќе правиме едно прашање се поставува. Смееме ли јас и ти да донесеме морален суд? Да кажеме, ова е правилно, ова е неправилно. Ова е добро, ова е лошо. Ако ја земете идејата дека Бог е само љубов, тоа не постои јарно и лошо. Јас ќе се организирам како сакам, јас ќе се терам по свое и така ќе видам најдобриот христијани, сите ќе ме сакаат. Зошто сите ќе ме сакаат, бидејќи никого нема да судам, на никој нема да му кажам, абе грешиш, треба да се поправиш, за ова треба да поверуваш, да се смениш, туку сите сме си супер, нели? Одлично ни. И затоа во христијанството мора како Божјата љубов како атрибут мора да се гледа во контекст на сите други негови, ако сакаме, атрибути. Например, Исус вика, нели, не судете да не бидете судени, ама понатаму тој вика не лажи. Како ти ќе му кажеш на некој дека е лажго, ако не донесеш морален суд? Како ќе му кажеш на некој ти не си честен према мене, ако не донесеш морален суд? Всушност, ајде одиме чекот понатаму. Во Библијата ќе сретнете дека малку подоцна од овај дел тука од Јован 3 глава, Исус зборува на едно место, вика, не фрлајте бисери пред свињите. Така? За да може да го каже тоа, тој треба да каже кои се свињите. Мора да одредиме кој е кој. Кога зборува за гробови варосани, тоа баш не е некој епитет за Божја љубов. Да те нарече некој варосан гроб, змио една, порода змиски, тоа не кажува многу леле колку добар, колку Бог што ме сака. Тоа покажува за Бог малку поинаков тука. Значи, некој мора да реши што е правилно, што е неправилно, иначе не можеме никако поинако. Исус не ги отфрли моралните вредности. Исус не отфрли морален суд да каже се е супер. Се сеќавате со жената која дојде кај него. Што да фати ја во прелив? Кога ја пушти да се оди, не рече, оди си, прави што сакаш, ужива, ја не те судам. Тука рече, оди, не врши веќе греф. Беше условено. Има една многу интересна книга, ја најдав на времето, како PDF си ја симнав, и од неја излеков 5 работи ги повлеков, и она зборува за нив. Таа се вика тешките доктрини за Божјата љубов. И има 5 доктрини внатре спомнати, кои се многу тешки за нас да ги влез, да ги земеме како христијани, оти некој пати сакаме да измрдаме од нив. 5 начини на кои Библијата всушност зборува за Божјата љубов. И сакам да ги поминеме на брзина денеска тука. Не цела книга. Книгата е релативно мала, ама пак ќе фати повеќе од 45 минути да ви ја прераскажам. Само да префрлам неколку работи од неја и ќе продолжиме со нашиот текст. Прво, кога зборуваме за тоа како го замислуваме Бог, мора да разбереме дека љубовта е очигледна во љубовта која владее во самото тројство. Кога ние зборуваме за љубов, мора да дебатираме и да зборуваме за љубов која ја постои во троединиот Бог. Всушност, еднаш веќе сум го спомнал тука, вие не можете да имате религија која
треба да проповеда за Бог, ако Бог не љубел пред да го создаде човекот. Иначе, од кај ќе знаеме дека Бог е љубов? Нема да навлегувам во таа дискусија, ако сакате можеме друг пат, ама самиот факт што Бог сам во себе беше љубов, што покажуваше љубов, зошто бидејќи не беше еден, тука е троедин Бог, таткото го сака синот, синот го сака таткото, светиот дух ги сака двајцата, ние може да сме сигурни дека кога Бог го создаде светот, го засака. Затоа што љубовта веќе постоеше и беше покажана како така. Не беше некој нов концепт што се појавува кој излегол од таму. И затоа во Библијата, особено во Јован 17 глава се сеќавате кога Исус зборува за неговиот однос со таткото, он зборува дека таткото го сака синот и синот го сака таткото. Се сеќавате што дека Оче возлюби ги нив како јас што те засакав тебе. Јас те сакам, ти ми даде се на мене. Зошто ми даде? Затоа што јас исполнив твојата воља. Кога Исус умре на крстот, кога Исус се крсти, уствари, што рече Бог? Ова е мојот возлюбен син, во кога е мојата благодат. Ви текнува. Љубовта која постоеше од вечноста, љубовта која веќе функционираше во тоа тројство, се појави на светот после созданието да може и мене и тебе да ни се даде, да може да ја искусиме всушност. И затоа всушност патем тоа го одговара и прашањето зошто Исус оди на крстот. Сега пред некое време закачив да правам мојот малку седен брат кој исто чита Библија баги. Исус вика отиде на крстот за да плати за гревот. Зошто Христос мораше да плати? Поти мораше, не мораше да плати. Платиот и сакаше. И зошто плати? Затоа што сакаше да исполни волјата на Отецот, да не загине ниту еден. Од љубов, а не од некој си друг порив. Ајде да не навлегувам тука. Ама, вториот начин за кој може да зборуваме за љубовта е ова. Божјата љубов во рамките на провидение на македонскија божествена промисла. Значи дека Бог однапред одредил нешто. По која смисла? Теолозите знаат да зборуваат за аморална љубов. Не значи тоа неморална љубов. Аморална значи дека таа љубов не е врзана со некои морални норми. Што значи тоа? Во Матеј 5:42, кај што вика Исус, зашто тој го остава своето сонце да грее и над лошите и над добрите. И им праќа, вика, дожд и на праведните и на неправедните. Кога ќе заврне дожд во Скопје, во сред лето, кога сакаме да се оладиме, и најголемиот криминалец и најголемиот светец профитира од тоа, така ли? Кога ќе пуштиш дома од славината вода, и најголемиот разбойник и најголемиот светија ги ужива благодети за кои не ни размислува. Таа е Божја љубов која е со божествена промисла. Бог го држи светот во своите раце. Светот денеска функционира само и исклучиво затоа што Бог по неговата љубов не ни истреби. И таа љубов не е врзана нити со мојот морален или неморален живот, нити со моралниот и неморалниот живот на некој друг. Таа е онаа љубов која е секојдневна, која гледаме и за која многу често не сакаме да воопшто дури не ни размислуваме. Ама си постои. Затоа што ако почнете да читате во Библијата, ќе видите дека Бог е оној кој држи се во своите раце. И ако Бог рече чекај да дремнам 2 секунди, целиот свет отиде. Ама нема се случи затоа што ние немаме таков Бог, не. Го знаеме тоа. Ајде понатаму да одиме. Понекогаш писмото зборува за Божја љубов во смисла на морал, на повик, на заповед, во смисла на копнеш. Божјата љубов е представена во смисла на толку те сакам што те повикувам да дојдеш кај мене. Или камо да ме послуша. Се сеќавате кога Исус е над Ерусалим? И кога вика Ерусалиме, Ерусалиме, колку пати копнев да те привлечам кај мене, да те земам кај тебе, кај мене, како квачка што ги собира своите пилиња. Ви текна на тој израз. Љубовта Божја е копнеш. Вика, јас сум спремен. Знаете кога копнеете по сакан или сакана? Леле да го видам, леле да ја видам, леле или по нешто. Леле додам дома да се најадам, ако друго немате. Еден копнеш, нешто што те влеси цело време. И така е представена Божјата љубов понекогаш на тој начин. Каде што, да кажеме, во Езекил, одвратете се, свртете се, зошто да умрете? Господ не се радува, вика, за смртта на злиот. Повторно, една љубов која се покажува не преку многу те сакам, дојде да те гушнам, толку многу те сакам, што гледај се што правам за да те одвратам од нешто, да те префрлам на друга страна да погледнеш. И тоа е еден начин на гледање на Божјата љубов. Сега доаѓаме до едни малку покомплицирани делови. Понекогаш Бог избира кого ќе го сака.
Има малку интересно, затоа што нема да навлеземе сега кого Бог го избрал, дали Бог само бира, дали човекот им удал во тоа. Нема да зборувам за тоа сега. Ама, факт е дека во Библијата на едно место вика Јакова го засакав, а Есав го замрзив. Тоа кажува Бог, јасно и гласно. Овој го сакам, овој не го сакам. Избор на љубов. Бог избира кого ќе го сака. Најголем пример за тоа ви е Израел. Како нација. Бог им вика, не бевте најдобрите, не бевте најпаметните, не бевте најгениалните, не бевте најсилните, не бевте најмногобројните, ама вас ви избрав. Зошто? Оти знам што ќе направам со вас. Толку. Ама зошто Израел, а не Македонија? Не знам. Ама Бог вика, ви избрав вас. Ама зошто не ги избрало вие или оние? Не знам. Ама Бог вика, јас го избрав тој. Точка. Бог во својата љубов некого го избрал и рекол, сакам да го направам тоа сте. Зошто? Не знам. Ама овој автор, што ви ја покажа в книгата пред малку, вика, Бог те сака затоа што те сака. Знамо ти е тавтологија, тоа е. Не можеме да бегаме. Така, одлучил тој. Ама јас мислам поинаку. Твој проблем воопшто, значи нема дискусија. Сега, понатаму, понекогаш, на последното, кога Бог се поврзува со човекот во семејна, заветна врска, ако сакате, тогаш неговата љубов станува многу јасно условена. Ако, тогаш. Ова е малце поинтересно. Например, во Јуда, 21 глава, вика, запазете се во љубовта Божја. Што значи тоа? Тоа значи дека мора да има посветување од моја страна кон другиот. Се сеќавате, кога Бог во Стариот Завет зборува за Израел, го представува како своја невеста, како една личност која ја сака и затоа љубомори и затоа сака да биде како треба. Во Библијата црквата е представена како Христова невеста, така? Како Христова невеста која треба чиста и праведна да се појави пред него, чиста и непорочна. И со други зборови, тогаш тој вика, ако ме сакаш, ако сакаш да почувствуваш мојата љубов кон тебе како што треба, тогаш ти ќе направиш ова. Не може да има однос заставен на љубов ако од двете страни не се покаже љубов. Може да на различни начини ќе ја покажуваме љубовта. Нели? Ама во секој случај мора двете страни да ја покажат на некој начин и двете страни да се свесни дека има размена, ако смеам така да кажам, на љубов. А не може да биде само оставено во стилот, јас те сакам, те ме сакаш, Зошто сакаме јавно некој да ни каже те сакам? Зошто чекаме од дете ти каже те сакам? Од сопруга, од било кој, од пријател, пријателка, другар, дечко, девојка седне да ти каже те сакам. Или родител да каже. Зошто не? Ти си знаеш, си знам. Не, сакаме да изразиме. Таков е Бог. И затоа вика условена, ако сакаш да имаме заедничко, ако сакаш да растеме во уедност, ако сакаш ова меѓусебно заедништво да расте, тогаш мора да се случат работи од двете страни. Дури во стално има морална димензија која зборуваме за љубовта. Имаме многу текстови во Стариот Завет кај што Божјата љубов е условена во некој начин од нашата послушност. Нема да ги врвиме сите, нели тама работот и реков ќе одиме. Сега проблемот е како да ги помириме сите овие работи заедно. Ако е сета ваква Божјата љубов, што тоа значи за мене? Не е многу тешко. Ќе ви дадам пример. Во секојдневниот живот, замислете мене ако кажам сакам да возам кола, сакам да работам со дрво и ја сакам жена. Што значи сето тоа? Има проблем ако така се изразам? Нема. Ама ако цело време мојата љубов кон жена ми ја изразувам преку колата и работата, тогаш ќе има сериозен проблем. Затоа што сум бутнал нешто кај што нема место. Сум ги изравнил сите на исто равниште, а не може да бидат на исто равниште. Не може мојот мерак да се извозам кола, да биде исто мојот мерак да бидам со жена ми дома заедно. Не смее да се случи да ги изедначам тие љубови, ако смеам така. И за сите по цело време зборуваме за љубов. Така ли? Од таа страна. Ајде да видиме како тоа оди во оние, извинете сега, не ги наредив оние 5 да ги гледаме тука горе додека зборувам. Ама прво значи имат различна тежина, ама повторно. Ајде да одиме чекор понатам. Ако кажам, тука не има еден дел родители, некои тек ќе бидат родители. Си го сакам
детето безусловно. Убаво е. Супер е. Супер. Јас знам дека и моите родители ме сакале безусловно. Јас имам 2 деца. Едното се бави со наука, другото си има проблем да си каже колку години. Така ли? Викам, на 2 деца ги сакам исто, безусловно. Немам омилени ствари. Супер. Сега, ако моето дете не беше тоа што е, тука е нешто сосема друго, да кажеме дека го фатиле во кражба, ќе го сакам. Ама малку поинаку. Зошто? Нема да го сакам, да кажам, сине, нема проблем, многу те сакам, биди успешен, макар крадец. Така не можем да поставам мојата љубов. Кажем, јас те сакам, ама ако сакаш на вистина да имаме еден заеднички, нешто треба да се смени од другата страна. Како родители, тоа ние многу нас јасно. Ќе му кажеш, например, јас знам кога мојот син растеше, ќе му речеш сакам до 11 да те видам дома. Те сакам безусловно, окей? Нели? И што значиш ако да се привера во 12 и пол? Ќе му кажеш, нема проблем, ја те сакам безусловно. Или ќе рече, чекај малку, застане. Јас што те сакам. Ама сакам да видам и од другата страна што се случува, за да може да развиеме однос. Иначе не може само едностранно да биде цело ова, контекстот. Истиот татко, истото дете, различни ќе се последиците. Може би утре ќе рече, сакам да земам колата. Викаш, добро, ама брати ми имам работа. Не ти ја брати, и викаш другиот ден, сакам колата, нема веќе. Зошто? Затоа што минатиот пат ми извиси. Помалку го сакам детето? Поставуваш услови на љубовта. Па нормално да ќе поставам услови на љубовта, затоа што бидејќи го сакам, бидејќи сакам да научи, да кажем, одговорност, бидејќи сакам да научи дека треба нешто да направи, не да заслужи мојата љубов, туку да одговори на мојата љубов. Сте разбираме? Не може туку така да земе Бог, не сака и ајде тераме, сега галја немаме се свет. Ние во секојдневието не функционираме така. Камо ли пак пред самиот Господ да го направиме тоа. Ајде да погледнеме уште 2 работи кои често ги кажуваме за Бог пред да дојдеме на текстот. Извинете, пола ми е увод, пола ми е проповед. Немојте да мислите дека ќе избегам од тоа. Ова го кажа веќе тука. Што мислите за оваа фраза? Бог сите луѓе ги сака исто. Знаеме тоа да го кажеме, нели? Факт е. Вистина или лага? Одговорот е да, вистина е, да, лага е. Знаете зошто? Затоа што зависи од контекстот. Зависи од контекстот. Ако погледнете во Библијата, накратко само да нафрлиме, Бог ветува дека ги одговара молитвите на кој? На своите чеда. Единствената молитва што одговара на тој што не е негово дете е, Боже, прости ми, мене грешникот. Другите може да ги одговори во онаа аморална љубов, ако смеам така да ја кажем, за која зборувавме пред малку, а не да одговори во неговата љубов како ти си ми дете, ти си ми чедо. Тоа е исто како човек кој ќе ми дојде ќе рече дај ми 100 денари за леп, викам не да ти дам 100 денари, ќе ти купам за 200 денари храна, ево ти ја. Земи ја Господ со тебе и моето дете кое доаѓа дома и очекува дека ќе биде нахрането. Затоа што јас како родител имам одговорност да му обезбедам тоа што треба. Во двата случаја сум покажал љубов, ама различна е. Во смисла дека Бог сака ниту еден да не загине, туку да имаш живот вече, да, Бог ги сака сите. Исто. Ама во смисла дека Бог кон сите исто ја покажува својата љубов, не. Размислете малку, може да дискутираме ако не е, ако. Ајде второ нешто да направиме. Не можеш да направиш ништо да го натераш Бог да те сака повеќе. Оваа фраза сте ја чуле 100% по цркви. Бог те сака толку многу што ништо не може да направиш ти да те сака повеќе. Правилно или неправилно? Од една страна ќе речеме да, вистина е бидејќи не можам со ништо да ја заслужам Божјата љубов. Од друга страна не е вака. Знаете зошто? Затоа што повторно ќе речам, Бог прави разлика помеѓу неговите синови и ќерки и луѓето кои ги создал. Што нас како лица ни е логично, како живи луѓе. Не викам дека Исус не умре за сите. Далеко од тоа. Ама кој ќе биде резултатот од тоа е нешто друго. Сакате да кажете дека Бог го сака убиецот исто кога убива и кога ќе се спаси?
Во известна смисла да, затоа што и тогаш Христос умрел и пред да се спаси, и од кога е умрел, и од кога е спасен, Христос е се уште мртав и воскреснат за неговиот грев. Ама дали односот меѓу себе не ист? Не е. Не можеме да кажеме дека е сосема исто. Треба подлабоко, знам. Ако сакате, јавете се, ќе ви испратам PDF-от на книгата. Ама зборот ми е дека да внимаваме да не си ги зијаме стиховите надвор од контекст, да не си зборуваме за Божјата љубов на начин на кој Бог сите се ги сака. Знаете, онако некој ќе рече на концерт сите ве сака. Ма нема. Ај појдете позајмете пари од него да видите дали ве сака. Не е така. Сепак имаме некои разлики. Ајде да го прочитаме текстот, извинете, што дојдовме сега во Јован 3:16. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него нема да биде суден, а кој не верува тој е веќе осуден, зашто не поверувал во името на единородниот син Божи. А овој суд е затоа што светлината дојде на светот, но луѓето повеќе ја засакаат нивната отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. Зашто секој што прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат разоткриени неговите дела, бидејќи се лукави. А оној што твори вистина, оди кон светлината за да се видат неговите дела, бидејќи се по Бога извршени. Тоа е текстот овој од 16 до 20 глава, 16 до 20 стих, а ние знаеме многу често да застанеме на Јован 3:16, зашто Бог толку го засака светот. Супер. Одличен. Има малку повеќе. И сакам да спомнам само неколку работи на кратко сега тука за да заокружим. Првото нешто што е за восхит е што Библијата пишува ти Бог не сака. Ти Бог не љуби. Знаете, во Јован 3:16 кога Исус вика зашто Бог толку го возлюби светот, прави револуција. Зошто прави револуција? Затоа што во основа луѓето викаат, па и треба да ме сака, што ми фали? Нели? Бог во принцип ако постои треба да ме сака. Што ми фали да ме сака? Што лошо имам? Ама ајде да видиме прво што значи кога ќе кажеш дека сакаш нешто. Сакам да дојам на црква, сакам да јадам, сакам да ме цениш, иста вредност ли има? Сакам спорт. Океј? Ја сакам жена. Еднакво меѓу двете? Тешко неа. Тешко мене. Не оди. Значи таа работа тука. Што значи тоа? Кога Бог вели го засака светот, дали тоа значи оти сите сме окей, дека се е во ред, дека само сме му симпатични? Оти реално, кога ќе кажеш сакам музика, тоа значи ја наоѓаш сладка, убава, ти е интересна, ти исполнува нешто внатре, така ли? Сакам спорт, викаш ми исполнува некоја моја потреба, ендорфинот ми се дига кога вежбам и така натаму. Кога кажам сакам да јадам, повеќе сакам да јадам тоа отколку тоа. Зошто? Затоа што го наоѓам дека ми е симпатично, дека ми е сладко, дека ми е убаво, дека ми е интересно. Пак ќе речем дека нешто мене ми исполнува. Не е во тој контекст. Кога Бог вика зашто Бог го засака светот, зашто на Бог му стана толку симпатичен светот, че видиш што е убав, гледаш што сладки луѓе внатре, ќе го дадам синот мој да умре за нив. Значи, дајте да видиме зашто уствари станува тука збор. Пак ќе речем, не е затоа што јас и ти сме супер. Туку малку поинако. Кога вели светот, буквално го мисли на поредок фокусиран на човекот, кој е резултат на човечкиот бунт против Бог. Тоа е идејата. Кој се покажува преку бунт, идолопоклонство, растурени односи, безверие, злоба, наредете ги сите други атрибути. Кој ќе рече зашто Бог толку го засака светот, тој мисли зашто Бог толку го засака човекот и покрај неговиот бунт, и покрај неговото идолопоклонство, и покрај растурените односи, и покрај тоа што се сите 10 заповеди ги кршат, каже речи секој ден више мање. И покрај тоа Бог го засака светот. Тоа е ова. Тоа е идејата на овој текст тука.
зошто го зборувам така, на овој начин? Во Јован 1 глава 10 стих, ни зборува тоа не пролог на почетокот на Јован. Во светот беше, за кој го зборува? За Христос, нели? И светот преку него постана, кажа дека он беше и во самото создавање, ама светот не го позна. За кој свет зборува? Генерално за сите оние кои требаше да знаат подобро, кои требаше да не бидат идолопоклоници, безумници, кои бегаат од Бога и кои се тргнаат. И затоа понатаму, кој ги зборува од 19 стих, што често знаеме да го скокнеме, овој суд е затоа што светлината дојде на светот. Кој беше светлината? Христос, нели? Но луѓето повеќе ја засакаат темнината отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. Сте се прашали некој пат и зошто никој не прави журка на сред бел ден на отворено? Зашто секој се види што се прави. Кога е сред ноќ, во темна затворена просторија, тука таму малку светло, кој знае што се случува? Од чисто од човечки аспект зборуваме така. Никој не носи хирург да работи во диско клуб. Сака светло, сака да има јако светло, сака се да види што фали, што не чини. Ако гледаш да не те најдат што не чини, се криеш. И тоа е она за кој тука зборува Библијата. Со доаѓањето на Исус Христос, Бог самиот се откри, даде светло која беше блескаво, беше чисто и ни покажа на сите нас кај стоиме. И затоа вика, зашто Бог толку го засака сето ѓубре што го виде кога запали светло. Што го даде својот единствен син. Во тој контекст зборуваме за љубов, а не оти зашто Бог виде толку супер работи на овој свет, што рече, ова е прекрасно, јас го засакав. Како некој кој ќе ти даде да пробаш храна што не си ја јадал никој пати во животот, и ќе речеш дека имаш еден вау момент, викаш јас засакав таква или онаква храна. Бог не го засака светот на тој начин. Бог го засака светот, ако смеам да ситирам со истата како храната, кога ја виде помијата и вика, Бог толку го засака сето на ѓубре што го види, што беше спремен да го даде својот син. Не по заслуга, затоа што сакаше да го направи тоа. И затоа, пак ја речам, за воските што Библијата покажува и Бог не сака, бидејќи од моментот во Битие 3 глава кога човекот сгреши, па наваму нема многу што да го сакате во човекот. Патем, најдете ми еден човек после падот во грев, за кој може да кажете, вака сакам да живеам цел мој живот. Еден најдете. Мојсей? Боже, фала не. Мојсей, што вика на крајот што сакаше себе се си припише нешто што му припаѓаше на Бог? Кој? Давид? Соломон? Некој од пророците? Дајте ми една личност од цела историја на светот. Кој ќе речете, за овој многу сакам вака го поминам мојот живот. Нема најдете ниту еден. И затоа се враќаме на единствениот што можеше да го поправи тоа што сите што не чинат. Зашто Бог толку засака светот што го даде својот единствен син. Единствениот чиј пример можеме да го следиме, сакаме да го следиме, треба да го следиме, кој може да биде вистински да ни каже ова вреди да се следи. Тука е поентата на овој тука текст. Второто нешто што сакам да го спомнам тука е дека мерката на Божјата љубов кон нас е Исус. Колку Бог не сака на луѓето? Зашто Бог толку засака светот што го даде својот единороден син. Колку не засака? Страшно многу. Беше спремен себе си да се даде за нас. Поголема љубов, тешко ќе најдете. Тоа е идејата. Бидејќи ние често зборуваме за цената што ја плати таткото, бидејќи го даде синот за нас. Ама, сте мислеле за цената што ја плати синот за да ја покаже љубовта кон таткото? Бог беше тој што мораше да го сврти својот лик од Исус кога умираше, ама Исус беше тој што требаше да умре. И го направи заради љубовта кон таткото. И потоа да каже, јас ќе си заминам, ама ќе ви го испратам утешителот кој ќе остане во вас и ќе ве научи за се. Сето тоа заедно, кој ќе го соберете тука, веќе кажува нешто што не е, пак ја речам, толку лесно. Има еден прекрасен текст таму во 17 глава, во Јован 17, што е првосвештеничката молитва на Исус.
Нели, каде што Исус му се обраќа на таткото. Прочитете ја, ако не сте ја читале одамна. Прекрасна е, каде има на некој начин, како една медитација, како Бог и неговиот син уживаат во љубовта еден со друг во цела вечност и ќе продолжат и понатаму и сака и нам да ни ја даде истиот тој тип на општење. И најстрашното е кога го знаеме тоа и кога го дигаме носот и викаме, јас сум доволно добар да не ми треба никој за мене да направи нешто. И тука, нели Бог го засака светот, ме засака мене, кој си ти па да ме судиш? Ке вратам пак на оние 5 типа на љубов што ги спомнав претходно малку. Вие не можете да имате љубов реално гледано ако не судите. Ако не му кажете на дете, не бутај штрафцигер во утикач, оти ќе загинеш, и кој си ти мене да ми кажеш што да правам? А го правам од љубов, не го правам од те мразам, ако те мразам, ќе речем нати го лъжица. Љубовта поставува рамки. Љубовта не вика, ево ги рамките во кои она љубовта функционира. Не верувате? Ајде, ќе ви дам примери после ако ви треба тука. Која беше цената што Бог ја даде? Голема. Кој родител ќе рече, ево го моето дете ќе го дадам за некој што направил толку беле во светот? Нема шанси. Самата Библија вика, за добар човек може и некој ќе се реши да умре. Ама за лош, нема шанси, какви? Тоа, нема шанси. А Исус што прави? Гледа на луѓето кои ќе го распнат и ги гледа како овци без пастир. Сеќавате, влегува во Ерусалим да биде распнат, он плаче, вика, јас сакав да ве соверам како квачка што ги собира пилињата. Па се повторувам, извинете, ама децата доаѓаа кај него, ни пишува таму во Матеј, ако почнете да гледате. Децата и во Матеј и во Марко не е запишено тоа. Наместо да ги избрака, не беше некој намкер дојде, вика ги собра, ги гушне, ги благослови. Покажа љубов кон сите тие кои на крајот ултимативно вика распни го тука. И во Матеј 12 глава, ова што го ставив тука, тој цитира зборови всушност од пророкот Исаја 700 години порано. Ете го слугата мој, него го избрав, мојот возлюбен што го благоволи мојата душа. Тоа го вика Бог. Ке го положам духот свој над него и над народите ќе им објави правда. Нема да се кара, ниту ќе вика и никој нема да го чуе гласот негов по крстопатите. Трските прекршени нема да ги докрши, ниту запалените светила ќе ги угасне додека него доведе судот до победа. И во неговото име народите ќе ја положат својата надеж. Гледате ги кои се сликите за неговата љубов. Свеќа. Гори, знаете го ќе угасне свеќа кога само жари? Вика нема готово. Ќе проба да ја разгори, да ја врати. Скршена трска. Сте виделе скршена трска? За ништо не вреди. Нема, ќе ја стегне, ќе ја поправи, нема да ја докрши. Зошто? Сака да покаже љубов. И таа мерка на Божјата љубов ни е нас. Христос. Дури и кога оди контра на луѓето, дури и кога им укажува на гревот, им укажува со една цел. Вратете се да ве обнова. Не, ќе ви кажам ја на вас. Знаете, проповедање на Евангелието, со тоа, ако не се покаеш, чекај да видиш Господ што ќе ти направи, покажува дека ние немаме љубов кон луѓето. А од друга страна пак, ако само зборуваме Господ те сака дојди како што си и немаш потреба што да смениш, повторно ги лажеме, ги осудуваме, таму немаме љубов. Сакаме само луѓе да дојдат во црква, а немаме љубов која ќе укаже на тоа дека ако не се спасиш ќе загинеш. Гледаш дека нема кочници колата и му викаш на синот вози, немај гајде. Многу те сакам, не можеш да ти ускратам ништо. Сакаш да возиш? Тере. Која е љубов? Не е тоа така. Значи, и затоа, кога ќе дојде на крстот, повторно вика, Господи, прости им зашто не знаеш што прават. Страшно е. И затоа сите писатели, особено апостол Павле, ќе го видите по Новиот Завет. Ова само ќе ви го нафрлам за брзо да завршам. Ке се сетите дека, например, во Галатјаните, дебатира за тоа дека сме спасени по благодат, дека сите тие работи што Господ ги направи, ништо не можеме да направам да додам на Божјата жртва. И во сет таа динамика, во сета таа силна теологија, он застанува во 2:20, сеќавате, и вика, и не живеам веќе јас туку што? Христос живее во мене, а тоа што сега живеам во тело, живеам со вера во Христос Исус кој ме засака и умре за мене. Човекот химна бута во сред цела таа теологија, зашто не може да се спречи да застане и да зборува и да се радува за Божјата љубов. На неколку места го има тоа, ова само тука го спомнав. Тука, не повеќе. На неколку места се вика, се молам за вас. Зошто? Да ја видите колкава е висока, длабока, широка Божјата љубов кон сите вас. Ама во контекст повторно го зборува на нашето
ставање на се што имаме во Божји раци и викаме, Боже, Твој су. И јарно, и лошо. Третото нешто, целта на Божјата љубов кон нас е да имаме живот. Забележувате, да не загине, да има вечен живот. И уште една повторно, после има две спротивставени, да не биде осуден, тука да се спаси. Целта на Бог не беше, ќе направам нешто што никој нема да може да го исполни. Нави закон, значи сите сте осудени, сите одете у пекол. Оти никој нема да го исполни закон. И сега ќе ви се смејам од страна. Не. Целта беше, не сакам да загина. Сакам да имат вечен живот со мене. Не сакам да ги осудам за нивниот грев. Сакам да се спасам. И затоа направи се што направи. И затоа, пак ја речам, Исус умре како заменска жртва. Тука. Како една жртва која е замена за мене. Тука. Исус не отиде на крстот за да ни покаже морален пример. Исус отиде на крстот за да покаже љубов кон нас. Знаете, не е љубов да му даваш на некоја морална поддршка, ако можеш да му дадеш бубрек што му е потребен да преживее. Морална поддршка е една, љубов е нешто скроз друго. И овде, повторно, го гледаме тоа истото. Секој кој веќе да не биде осуден, да се спаси, Бог не сака никого да го осуди. Ние сме од другата страна, пак ќе кажем на Битие 3 глава. Во Јован 6 глава, и ова го зборував еднаш, малку нема да се задржам, само на брзина ќе фрлам тука. Во Јован 6 глава ќе се сетите дека Исус почна првпат кажа она, јас сум левот на животот. Ви текнува? Изборувавме еднаш, може да ја најдете, не ми текнува сега во која проповед беше, ја има онлайн сигурно, кај што зборувавме дека за човек да има живот нешто мора да умре. Секој пат е така. Кога ќе отидете денеска дома да јадете пилешко, умрело пилето. Ако сте вегетаријанец, ако јадете салата, умрела салатата, веќе не живее. Ако јадете леп, умрело житото, не е исполнено, не оживеало пак, вие сте го изеле. Мора нешто да умре за некој да има живот. Тоа е природен дел од процесот во кој Бог не ставил. Тоа е реалноста. Христос мораше да умре за ние да имаме живот. Не можеме да избегаме од тоа. Он не умре само духовно, умре и физички. Нормално. Ама, смртта е необходна ако сакаме некој да остане во живот. Смртта на Христос беше необходна за да покаже љубовта, воскресението после да каже, ево, јас одам понатаму и ти со мене ќе јадеш. И затоа Исус вика, ако не јадете од мене, ќе умрете. Ние оти ќе го јадеме, не е канибализам да го јадеме нечие тело, ама ако ние не сме со него, ако не сме свесни дека се што ни дава е резултат на неговата смрт и воскресение, дека некој умрел за јас да се радувам за тој живот вече, ние не можеме да го имаме. Фала ти многу што го направам, јас имам друг начин да дојдам кај Господ. Тука. Целата цел е дека Исус умре како жртва, помирница, како замена наместо ти да умрам јас. И сега, крајно, неколку секунди, средството преку кое уживаме таа љубов е верата. Зашто верата? Затоа што во целиот тој стих од Јован 3:16 што го знаете, јас 4-5 пати го повторив денес, зашто Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Средството преку кое ќе уживаме љубовта е мојата вера. Боже, јас ти верувам дека можеш да го направиш тоа што тврдиш што ти можеш. И потоа затоа вика, кој верува, нема да биде суден, кој не верува, сега веќе ќе биде осуден. Супер. И шо? Шо би рекол народ? Добро, се ми каже и шо се? Што понатаму? Каков треба биде нашиот одговор кон таа љубов? Ти мора да дадеме одговор. Ако некој те сака, одговараш со омрза, завист, бес, не. Треба да одговориме со благодарност, јас мислам, и со понизност. Прво, кој сум јас? Има една песна, сеќавате, за Бог мене да ме спаси. Кој сум бил јас да ми даде шанса да го чујам словото на место на некој друг човек там? Нека. Прво, значи благодарност. Мора да кажам, Боже, ти благодарам за тоа што го направи. И да сум свесен дека не било, нормално ќе ме спаси. Ваков како мене да не спаси, како ќе утне многу. Скрајде. Не. Мора да сватиме дека сами по себе немаме ништо. Се што имаме, цела наша убавина, кога Бог ме гледа, мене ја гледа заради Христос кој умре и воскресна за мојот и твојот грев.
И кога ме гледа, вика, јас го гледам Христос што направи во тебе. За тебе. И затоа може да бидеме благодарни. И тоа ќе не направи понизни. Нема да не направи, види ме мене, јас сум Божјо чедо, тука ќе ме направи, јас сум Божјо чедо. Како и секој друг што може да биде. Чекај да ти кажам како може да го добиеш тоа. Тогаш нашата евангелизација, тогаш нашето споделување нема биде чекај да ти кажам колку не чиниш, тука ќе биде чекај да ти кажам како може да искусиш љубовта што и јас ја искусив. Бидејќи нема друг начин, освен ако не искусиме. Нашето значење, нашата вредност како луѓе, како личности не доаѓа за тоа што ние сме нешто уникатно, затоа што сме ние некои сладки суштества кои сите ги сакаат. Јас мислев дека пандата е некое прекрасно суштество, многу сладко. Не, извинете, коалите. И кажуваше човек, знаеш ви колку злобни створенија се? Напаѓаат вика. Јас мислев дека коала сладко, кукличка, кога бев во Австралија си купив кукла и за децата им донесов на коала. Знаеш какви канџи има, вика, гребе растур. Уф. Не отисува многу сладок, а Господ ме спаса. Туку затоа што рекол јас ќе го спасам и покрај тоа што е ваков таков и онаков. Кога со тој пристап ќе пристапиме да го споделиме евангелието со друг, тие ќе може да видат Божјата љубов. Матеј 5:17. Да свети нашата светлина пред луѓето, да ги видат нашите добри дела, зошто добри дела? Заради тоа што тој го направи прво за нас и што да направат? Да кажат браво Павле? Не, да го прослават вашиот татко кој е на небесата. Да се вратиме на тоа зашто Бог толку го засака светот. Амин.